ден, гледачи. Денеска правиме една емисија посетна. Денеска сме Божик, најубавиот ден од годината, да кажеме. Го поминуваме со прекрасни деца, прекрасни луѓе. Имаме деца од кои училиште сте, дечки? Кажете ми. Ѓорѓе Пулевски. Како? Ѓорѓе Пулевски. А другите се сите мои пријатели од Порака. Порака го знаете, еден центар каде сите доаѓаат овде за да поминат убав момент. Ќе покажуваме после и ќе разговараме после за сите нив. А ние денес обавезно ќе готвиме. Ќе готвиме нешто посебно. Еден убав колач што навистина многу мене ми се допаѓа. Се прави во таа периода новогодишна, периода Божик. Во Белгија ние го правиме на форма на срце. Зошто? Од овие денови навистина се шири љубов, а љубовта преку храната, љубовта преку сладкото, љубовта преку сладкото од кристал и преку овие деца што навистина го имат срцето на раката. А ние полека ќе почнеме да готвиме. За да ги подготвиме овие убави колачи, па ни треба рецепт, за да мислам да можам вие да ги правите и дома. Јас ги направив претходно и навистина му требат малку време за да се подготвуваат. За денес рецептата ни е за убави срциња пуни со љубов, 125 грама брашно, 125 грама шекер во прав од кристал, 4 јајца и 20 грама стопен маргарин. Това ќе биде за тестото за пандишпанот што е спремен, што е на маса. Како прелив намаз, не знам како да го кажеме точно, ќе ни треба 500 грама маргарин, исто од кристал, и 750 грама шекер. Можеме да му дадеме ванилин, можеме да дадеме какао, можеме да дадеме кокос, све што сакаме, за да му дава посебен шмек, посебен вкус. Тоа зависи од вие што сакате. Ние ќе употребиме други, како да кажам, наминици денес. Хајде да почнеме. Мислам од тие време да почнеме да готвиме. Со сите деца што ми се позади, многу ми е убаво денес. Навистина, многу ги сакам децата гледам од и они многу ме сакат, шеф Марк, кога се видов со нив, не престанеа да се лепат до мене, така да се кажеме. Како сте денес? Вие сте? Добри. Ке има некој што ќе дојди со мене да ми помага полека да, Ајде една да ми дојди, еден од вас, ајде ти дојдете овде до мене и ќе готвиме заедно. Може? Ајде. Дојди тука, ти ќе ми дојдиш. Може тука, ајде дојди со мене, ќе ми бидат асистенти на денот. На денот, ќе биде кратко денот, ајде од друга страна тука, вуала. Ги виде? Да. Пандишпаните се спремни, ги направивме на форма на што? На срце. Ете така. Сега ќе треба малку да ги мачкаме. За тоа ќе направиме убав прелив, ќе употребиме маргарин, софт маргарин, многу лесно. Многу ми се допаѓа ова маргарин, зашто од тие мека. Знаеш што? Ајде, повели, вади од тоа и стај го овде. Ти ќе ми ставаш после шекер, полека и ние ќе го макиме. Може така? Може. Ја денеска само ќе бидам диригент. Ајде, оп. Пази, ќе се снајдеш? Ти треба помош, мислам. Чекај, ќе ти помагам. Треба малку машка рака да кажеме. Ајде. Ставај. Опа, гледај. Многу лесно е. Многу ми се допаѓа овој маргарин, од тие лесен за работење. Вуала, гледај. Океј? Се снаоѓаш, ќе го направиме целото. Има уште една кутија тука, земи ја другата кутија, ќе правиме 1 кило. Па 1 кило ќе ни треба минимум за да ги мачкаме сите срциња. Хајде. Така. Вуала. Второто, ајде, земи. Треба да јадиш малку појќе, мислам ти фали малку енергија. Или многу правеше у школа, многу работеше и више си уморен. Чекаш од вај распустот. Ама сега е периода распуст, не? Колку дена имате распуст меѓу Нова година и Божик и свето? Колку дена имате? 14. 14 дена. Од каде тој време каде ние бевме у школа и што имавме 14 дена да се одмориме. Више тоа е заборавено. Тоа е тоа. Ајде, го ставивме маргаринот. Океј, чекај сега. Твојата задача сега е завршена. Многу лесна, така. Вуала. Ова го ставаме тука. Сега ти ќе ми помагаш. Полека ќе ми тураш шекер. Ама чекај.
Прво малку да го матам маргаринот. Така. Ајде, додавај малку шекер. Ој, ајде, давај. Оп. Тресе. Ајде. Тресе. Шекер паѓа, го мешаме со маргарин. Одлично. Ајде. Стоп. Чекај. Супер, гледа хубаво се меша. Нека ќе биде вкусно тоа. Многу добро. Наистина, ова ќе биде прекрасно. Ајде, додавај шекер. Тури. Ај. Оп. Ајде, уше. Давај. Ставај, уше. Одлично. Ајде, да се меша. Браво. Нека хубаво лесно се меша. Арнот имаме добар миксер, а? Ова рачно. Заборај, Арнот иде кој тука за нас, а? О, ла. Вуала. Видај како убав крем се прави. Ќе му додаваме и малку крем. Може го земеш кремот, президент тука? Не, крем, ова крем. Да. Отвори го, може да го отвориш? Може да сила. Ајде. Додавај шекер. Давај све. Ставај се. Истори се. Вуала. Браво. Одлично. Како кажав, додадавме 2 пати 500 грама маргарин, 2 пати 750 грама шекер. Имаме овде 2 кило 50. Малку крем ќе му додаваме, малку за да биде малку потечно. Чекај, отвори го, држи го. Да го отворам. Вуала. Ете така. И ќе ми додаваш малку крем во средината. Ставај, уште малку. Така, доста. Окей. Нешто ќе биде убаво. А? Епа, мислам отимањето е завршено. Мора да се мати 4 до 5 минути, знаеш, малку убаво да се меша шекерот со маргаринот, додадовме малку крем, за да се направи убаво смеса, да кажеме, некако убаво личи тоа. Плюс ќе биде многу лесно за мачкање. Топ ќе биде. Ајде. Ова ќе го вадиме. Кој асистент ќе ми го стартува за перење? Знаеш каде, ја? Ти си дома овде, а? Да. Повели. Ајде. Ова е спремно. Ама ќе го ставиме на страна. Чекај, знаеш што? Ќе можеш и ова да го носиш кај колегата таму. Вуала. Ова е завршено. Можеме да го вратиме тука. Така. Да правиме место, за да се гледа како ќе продолжуваме да работиме. Вуала. И вуала. Што имаме? Имаме преубав пандишпан на форма на срце. Заборев да кажам како се прави и кажав не состојките. Состојките многу лесни, тука се напишени, ќе можете слободно да ги читате после. Како се прави? Се меша од јајцата, се вади жолчката, се става на страна. Со белката, 4 белки, ги матете, додавате шекерот, го додавате исто жолчката после. Прво го матите убаво да биде како белка, како се вика, како за пуслици, за како се прави да биде тврдо. Се додава шекерот, се додава малку маргарин, се додава после брашното и на крај се меша све убаво. Да не заборавам, заборев да го ставам таму, ќе треба пола кеса прашак за пециво. Без прашак за пециво нема срцето да се дуе. Како се кажува срцето да расте? Да. Да расте. Да. Ете така. Срцето треба да расте. И па како љубовта расте. Точно така. Сега што ќе правиме, ќе го исечиме на половина, на пола. Половина, како се кажува? Пола. На пола. Добро. Имаме и професор, супер, мене ми одговара. Оти знаете, оти мојот македонско не е совршено. Зборам македонски како... Вуала. Овде, во средината, што ќе му ставиме? Имаме джем, имаме... Што се кажа ставиме? Джем, мислам, оти најлесно ќе биде. Повели, ставај ми джем овде. Наполни го така со джем. Тука. Така.
Ти ќе ми направиш еден? Да? Ајде. Ќе земе еден друг. Ова ќе го наполниме со чоколадо. Оти од овие направив еден различен. Го виде? Да. Ова е различен, направено со чоколадо, со какао. Вуаля. Ова е исечен и ќе ми го наполниш со крем од чоколадо. Ке можеш? Може. Ајде, повели. Јас ќе ги оставам полека да ги пунат ова, а ние ќе видиме другите работилници позади што прават. Меѓу време да не губиме време. Еј, дечки, што ни правите убаво тука? Тоа се бомбици. Да, како ги правите бомбиците? Со што ги правите? Што се намениците што ги употребите? Ја ќе пробам после. Ќе пробам. Што ставивте внатре? Што има внатре? Бисквити. Има бисквити, добро. Чоколадо. И Шекер. И кокос. И гледам оти има и кокос. Тие ќе ги балкаме во кокос, да? Добро. Тоа кокос на крај. Супер, браво. Многу ми се допаѓа. Па ќе лапаме срциња, ќе лапаме бомбици. Одлично ќе биде. Гледам, сите си вртите, сите ставате раката на работа. Браво. Многу ми се допаѓа. Овде, Најде. Уште едно таму. овие се лапни голдни. А вие овде што ни правите убаво, вие ни правите убави украси, Каде тоа се малички елки? Да. Како ги правите елките? Со што ги правите? Се мота конок на картон и Добро. после ставаш лепак. Добро. Може и со силикон, ама пошто нема кај да се уклучи силиконот, со лепак и моташ. Браво. И после ставаш Мали звезди ставате, да? И ти ќе ги ставиш каде после? Поделката ќе ги ставиш дома? Или за што точно? Или за маса? За на маса? Зашто ќе ги употребите овие малите елки? Навистина и за маса ќе биде убава крас. Па да? За украс. И на ама ја тука многу ми се допаѓа така. Па да? Браво. За украс. Па да, како лампиони од се. Да. Браво. Ајде. Ние, а ти што каде ќе го ставиш и дома? На маса? На елката каде ќе го ставиш? На елката. Па супер. Мислам оти Божик ќе биде преубав оваа година. Навистина. Многу сум среќен да бидам така со толку деца, со повозрасни и све. Да. Вау. Ајде. И нас ни е чест. Фала многу. И мене ми е често да едам со вас, малку да поработиме заедно. Да. Ајде, ние да продолжиме со кујната, да видиме до каде сме со срцињата. Убаво се снаоѓаат моите асистенти. Браво. Леј таму, леј камерата, леј. Можеме да ги поздравиме сите што не гледат, Видите, како убаво го наполни, ова го направи со мармалад од јагоди. Ова имаме таму крем, еврокрем. Ете така. Овда ќе оставиме, ќе го затвориме. Вуаля. Океј. А тебе, чекај, ќе го оставиме ова на страна, за да не ни смета. Си имаме полно гарнир. Сега ќе одиме на најтешкиот дел. Ќе мора да го мачкаме колачот. Сега ќе биде друга работа. Ќе земе ова. Ова не знам како се вика по македонски. Како се вика? Не, ова не е нож, ова е нешто за мачкање. Како се вика по македонски? Не го знаеш? Ја не го знам. Шпагла. Ете така. Шпагла, гледаш? Ќе земе малку од кремот. Го ставаме на тортата и ќе го мачкаме, да направиме убав слој, гарнир. Гледај. Хоп. Вака. Браво, одлично. Може го затвориш со другиот дел. Знаеш, ќе може вака, ќе направам еден, ти ќе го направиш другиот после. Може? Гледај. Убаво ќе го мачкаме вака. Ќе треба да го мачкаме од сите страни. Да личи, да биде убаво, да биде, да има за јадење, да има доволно
Заставиме и на страна. Тоа е најтешко сега, е на страна да го мачкаме. Гледаш? Овде на страна, така. Гледај ме како правам, за да можеш и ти после да го направиш. Океј? Гледаш се мачка. Ти знаеш да го правиш тоа? Да, да. Да? Навистина? Да. Да? Браво. Ти си многу... А? И дома ја капај тота. Дома ги правиш тортите? Да. И ти правиш торти дома? Не, мама ги прави. А? Мама ги прави. И тато прави торти дома? А? Понекогаш. Па, навистина сега, повеќе и мажите прават сега убави торти, убави јадења. Више не е само жените што знаат убаво да готват, а? Сега и мажите малку прават. Гледај, хоп, ќе му ставиме уште тука, вака од сите страни. Не сум специјалист, не сум голем сладкар, јас сум повеќе готвач. Да. Да, па се гледам, мислам, а? Ама да ти кажам право, се трудам да го правам това најубаво. Гледај. Почнува да личи, а? Да. Вуаля, ќе му ставим уште крем од другата страна и после ќе ве оставам вас да продолжите да ги правите другите. Океј? Океј. Вуаля, гледај. Хоп, хоп. Ова е при крај. Вуаля. После ќе му ставиме декорација. Да. Да. Па гледам оти многу убаво се снаоѓаш. А? Како да знае. Браво, многу ми се допаја. Навистина. Само, знаеш што? Не му ставаш доволно. Треба да има повеќе да се... Така? Да. Ставај му на страна, ставај му горе. И ти ќе правиш така, ќе ти осечам сега другиот, ќе му ставиш малку мармалад натре и ајде, ќе го мачкаш, а? А? Да? Ајде. Здраво, добар ден на сите. Шо ми правите денес овде? Гледам вршите пријатели таму се, они прават бомбици, прават, како да кажам, елки. Да, нема проблем, здраво. Вие шо ми правите, Марија, шо прават овде денес? Денес ќе изработуваме восок, рендаме восок и изработуваме свеќи. Шо, за да справи свеќи, се ренда восок? Мора да го изрендаме. Добро, ја мислев оти се правиме, топеше, Стефан? мислев оти... Како го правите? Ми личи како шекер во прав. Брашно, ама не е брашно. Како прашак, добро. Како брашно, па да, така ми личи како брашно, како шекер во прав. И после што го работите со рак, гледам ти го виткаш така како го правиш. Па дека е стопен. Треба да се стопли после. Потопиме, па ставаме па за тоа ми боја беше. што ставивме. Да. Што има внатре? Има нешто парфем, така нешто мирис, Не, се става мирис. Се става мирис? Да, ево го. И така после кога го палите тоа, Да, мирисе убаво дома. Убаво мирисе, да. Супер. Ке можете да ми направите еден специфичен за мене? Направив торти на форма на срце. Можете да ми направите една цвеќица од форма на срце? Може? Ке можете на крај така, кога ќе се собериме сите заедно, да ми донесете една убава цвеќица? Цвеќица, како се кажа точно? свеќа. Свеќа, ете така, една свеќа на форма на срце. Може? Да. Па супер. Уживајте, правите убавини, ние се гледаме после. Браво, како ми е убаво кога да ве гледам така што правите. Супер е. Па ние продолжуваме, одиме во третата, еден, два, три, четвртата работилница. Здраво, добар ден на сите. Како сте? Добри. Шо ми правите убаво? Гледам, правите убавини за Божик. Шо се ова све на маса? Шо правите? Честитки? Да. Какви честитки? За нова година. За нова година. Да. Шо се... Браво. Шо се пожелува за нова година? Шо сакате вие да пожелувате на сите за нова година? Што да им пожелуваме на луѓето за нова година? Кажи едно нешто. Секој ќе ми кажи
Едно нешто што сака да го пожелува, како се кажува точно? Да го пожелува. Среќа. Среќа. Прво, среќа. Второ, што сака да пожелуваме за нова година? Ха? Мир? Мир. Здравје. Што да пожелуваме за... Здравје. Љубов? Љубов. Многу љубов за нова година. Што уште? Ха? Што уште да пожелуваме на луѓето? Ха? Кажи. Што да пожелуваме уште за нова година? Ха? Да луѓето да бидат среќа, љубов, здравје, мир, почит, само убавини. Убави јадења. Сладки јадења. Па тоа, мислам оти ако сме сите околу маса, што гледаме, што бараме да имаме најубаво? Најубава храна, најубаво сладко, убаво пијалок, кој сака вино, кој сака сок, кој сака раќа, да уживаме, да поминуваме најубави празници на годината. Океј? Ајде, вие продолжувате, пишувајте убави среќи, честитки, ете така. И ние се гледаме после. Ајде, се гледаме после, сите околу масата. Браво, убава работа. Да се заблагодариме на Кристал денес. Навистина беше прекрасни. Они ни донесоа убави наминици што можевте да направиме преубави торти. Сите деца што се тука и епа можеме да кажеме оти денес направивме убави прекрасни декорации, торти, бомбици. Све што направивте денес. Дали сте задоволни? Оти не ве слушам, само тишина имаше. Да, супер. Сакате сите да пробате од тортата? Да! Сакате сите да ги пробате бомбиците? Да ги носите честитките дома? Да! Епа, мислам оти за денес. Ја завршивме емисијата прекрасна. Мислам оти, да. Марк, дали можем да кажем нешто? Обавезно, кажи. Ајде. Јас би сакала да од името на сите да ја поздравам нашата наставничка Маја Ѓоргиева Павловски и сите други наставници. Среќни празници. Среќни празници. Мислам од сите, заедно да кажеме што? Среќни празници. Среќен Божик. Знаете што? Сите ве сакаме. Така. Ајде. Чао. Здраво, добар ден гледачи. Епа, каде сме?
пак сме во мојата кујна, мојата омилена кујна, мојот царство, како кажам секогаш. Овде сме во мојата кујна, ама на кујната исто на нашите партнери. Унибанка, Нептун, Беко, Кристал, Президент, Карес, Ројал Фиш, Алпско и, да не ги забораиме, и Прима Мебел. Ете тоа. Без нив не можеме да правиме прекрасна емисија како правиме секогаш. А денеска, се враќаме од едно место каде поминавме преубаво. Сегаш го кажувам така, не само преубаво, и прекрасно. Бевне со деца, бевне со повозрасни, луѓе така малку посебни, ама не, ние сме посебни, оти многу ги сакаме. И ќе направиме нешто преубаво. Имаме еден одговорен, сега денешно ни дојде, од тој центар, и што ќе не објасни малку повеќе за што се прави таму, како се работи, кој е, тоа е, јас го знам, ама вие не го знаете. Ке го запознаете. Ајде, Владе, дојди кај мене. Добар ден. Здраво. Добар ден, Владе. Добар ден. Па ќе кажам, јас го познавам, он ме познава, а вие сега ќе го запознаете. Владо, добродојден си во мојата кујна. Ти благодарам, Марк, за поканата. Задоволство ми е да бидам дел и гостин во твојата емисија. Ти знаеш што ти зборам многу? Да. Ама јас овој пат повеќе од тебе. Се надевам ти ќе збориш повеќе од мене. Оти поентата е да ми кажеш малку повеќе на што е порака, што се прави во порака, кој си ти, што си таму. Може така? Може. Јас се разбирам. полека ќе готвам нешто, ќе направам нешто малку така лесно, едноставно, знаете, јас едноставно може да го правам. Денеска ќе направиме малку, да кажам, една идеја што имав со една тортија што ќе ја подпечеме малку во печката, ќе се направи како убава кора и ќе ни биде подлога за една убава салата. Салатата ќе биде направена со микс од различни видови на салата, ќе му ставиме пастрамка малку пропржена. Сега е периода, имаме мандаринки, шери домат, ќе му ставиме малку мед, други зачини, малку оцет, јаболков оцет да биде малку кисел. Ќе видите, ќе ви објаснам полека. Пред се, ајде, наше Владо. Повели? Да почнеме. Да почнеш, па да. Ајде. Како што кажа и ти на почетокот, поминавме еден убав ден заедно со вас, со вашата екипа во нашиот дневен центар. Порака е една од најстарите организации во Македонија. Постоиме од 1963 година. Значи, минатата година славевме еден голем јубилеј, 60 години активно делување. 60 години активно делување, што стварно е нешто за респект и самото постоење низ тие 6 децении покажува дека организацијата на вистина поминала низ многу работи и успешно се одржала до ден денес и не само што се одржала, туку на вистина напреднала многу. И за да дојде до едно ниво денеска, дека можеме да кажеме дека е една од најпрепознатливите организации во Македонија, особено со тоа што оваа организација обезбедува директно сервисни служби, односно дава услуги на своите членови. Браво. Во Македонија не има во 17 општини. Ретки се, мислам, не, јас сакам да кажам ретки се, колку општини? Во 17 општини. Значи во 17 општини има организации, наши членки, локални организации кои што го носат истото име, Порака. Добро. Со градот, односно општината на делување. Меѓутоа тоа што повторно ќе потенцирам, нас не издвојува од другите слични организации, е тоа што имаме сервисни служби, односно даваме директна поддршка и во моментов под наша капа, односно во рамки на нашата организација, имаме 5-дневни центри. Бевме во еден од нашите, тоа е првиот дневен центар кој што го имаме отворено. Тоа е еден од првите што ги отворевте. Да, во 2000 година и фактички Порака е предвесник, односно носител на таа цела една реформа која што започнува пред 20 и скоро 5 години и во која што системот на социјална заштита почнува да се менува во нашата држава, односно да се напушта тој традиционален пристап кон лицата со попреченост, дека они се немотни, дека мора да бидат сместени во некоја голема институција и некој друг да се грижи и да обезбедува све за нив. И напротив, тие да бидат да си останат онамо каде што живеат, во своите домови, а да им се пружи поддршка токму таму каде што живеат, во местото на живење, во општините. Тоа нема логика. Да, затоа што секој припаѓа таму, нема логика тоа човекот да биде одвоен од семејството и да биде сместен негде на 300 или не знам колку километри надвор од домот, без никаков контакт со своето семејство. Логиката има во тоа човекот да остане дома и да му се пружи поддршка. Државата е одговорна да пружи таа поддршка, меѓутоа ние, како граѓански организации, сме директно вклучени во давањето на таа поддршка и токму тој дневен центар во аеродром пред
24 години, 2000-та година, е првиот дневен центар со кој што ние на државата некако и покажавме и дадовме насока каде треба каде треба да се движиме со таа реформа. И горди сме што можеме да кажеме дека навистина после 25 години што не е мал временски период, меѓутоа сме успеале нешто да направиме и на многу луѓе, наши членови со интелектуална попреченост, да им го подобриме животот. Едно прашање, извини што ќе те прекинам. Колку луѓе доаѓаат така во дневните центар? Колку луѓе помагате така годишно? Навистина малку знамот има 15-20 луѓе секогаш по дневен центар. Колку сте се? Зависи од капацитетот на самиот дневен центар и потребата на општината. Порака своите сервиси не ги отвара само колку да има сервис, туку секогаш правиме анализа на тоа што е потребно и потоа врз основа на тоа креираме, односно го осмислуваме и инфраструктурно сервисот, меѓутоа и програмата внатре. Така да вчера во дневниот центар каде што бевте, имаме 35 корисници, меѓутоа на дневна основа 20-25 секогаш се присутни, затоа што нели период на болести, некој заминат на одмор. Како и да е, таа бројка е во тој дневен центар каде што вчера бевме присутни. Но во другите, на пример, вториот дневен центар кој што е во Капиштец, сте били таму. Сме имале работилници убави со тебе. Таму бројот на корисници е 15. Во Радовиш е третиот дневен центар. Друго прашање, извини, па ти многу ми објаснаш многу. Едно прашање. Ти реков дека ќе зборам повеќе од тебе денеска. Да, знам. Дали плаќаат нешто за да дојдат таму? Не. Браво. Тоа е апсолутно бесплатно, сите наши услуги се бесплатни. Со тоа што ние како организација соработуваме со Министерството, со локалните самоуправи и ги аплицираме на разни програми, проекти, за да ги обезбедиме сите средства, односно да заокружиме таа финансиска конструкција која што е потребна за да тие дневни центри работат како што треба. Ова навистина можеме да бидеме многу горди со вакви проекти, со вакви иницијативи, што навистина мислам ти фалат во Македонија. Сте репрезентативни во главните градови, во други градови, ми кажуваше колку градови точно сте? 17 града, дневни центри имаме 5, 2 се во Скопје, еден е во Радовиш, еден е во Прилеп, еден е во Штип. И имаме исто 5 социјални клубови кои што се по неформална форма на социјален клуб е место, односно сервис, услуга каде што лицата со интелектуална потреченост се собираат неколку пати неделно, еднаш, два пати, три пати неделно. Тоа е вообичаено попладне, за разлика од дневните центри се преку ден од 8 до 4. Саат се изработат секој ден, а социјалните клубови не работат секој ден. Вообичаено се попладне, има разни активности, креативни работилници, социјални активности, скачање надвор од тој сервис, дружба, посета на разни настани, концерти, надпревари, спортски и така натаму. Вау. Да, имав присутено на надпревари на такви ствари. Навистина, секогаш кажуваме луѓе со попреченост, со интелектуална попреченост. Многу ми е чудно мене. Оти кога одам таму, јас се осеќам исто како нив. Ја можам да комуницирам со нив. Имам контакт, ми се ежам оти навистина. Има луѓе таму што не ни зборат. Ако разговарате со нив, не ви одговара со глас, ама ви одговара со очи, ви одговара со љубов. Они се навистина, секогаш го кажувам тој збор, посебни луѓе, ма мислам на крај се прашувам дали ние не сме посебни. Сите нашата идеја и позадина на нашето работење е дека сите сме еднакви. И еднакви сме во разликите, и затоа што секој има, нели, порано тој термин посебни потреби, искрено ние како организација никогаш не сме го прифатиле. Секој има посебна потреба. Ја јадам малку посолено од тебе. Тоа е посебна потреба. И во секој случај да се вратам на она што претходно го кажав, ти убаво кажа треба да сме горди. Ние сме горди во начинот на кој што ја реализираме нашата програма. Затоа што се она што се прави врз основа на соодветно целисходно планирање и програмата која што е дефинирана е направена за да ги поддржи возрастните лица, значи тоа се лица над 18. Извини, пак ќе те прекинам. Ви работите со дефектолози, со луѓе со психолози, со психијатри, со луѓе што се, да кажам, образовани специфично. Зато ви е проблеми, зато ви е попречен, како се кажа? Попреченост. Зато ви е попреченост. Ете така, тоа сакам да знам. Нашите, значи, програмата која што се спроведува е намената за обука на лицата со интелектуална попреченост, за стекнување на вештини за самостоен живот. И тоа е така направено затоа што луѓето, пак ќе кажам, се над 18 години,
Тоа е период во животот кога што најчесто остануваат затворени дома, тие што биле некои вклучени во образовен систем во школа биле, некој ако имал можност или вештини за вработување се вработил, меѓутоа најголемиот Другите дел остануваат остануваат дома, дома. да. И токму затоа нашиот став беше да не се фокусираме на детска возраст, туку сервисите да ги возрастни. направиме за повозрастни лица Да, со да, да, да. интелектуална попреченост. И се разбира кога програмата се креира, стручниот тим и кај нас во Републичкиот центар Порака, меѓутоа и колегите кои што не се вработени во дневните центри учествуваат во креирање и во спроведување директно на таа програма. Фокусот е на практични животни Да, вештини. това го видов. Освен они се учат да бидат самостојни. Това е поентата, се да бидат самостојни. Пак ќе Да кажам, знаат да готват, да знаат да пеглат, јас ги видов од ти пегла, да го живеат животот секој дневно. Апсолутно. Се знам. Голем дел е и ова, Да. затоа што имаме практични активности во кујна, Да. чија што цел не е да се најадат. Значи тоа не. дневните центри наши не се имаат кујни опремени, меѓутоа не функционираме како кујна во смисла дека некој треба да дојде и да се најаде тамо. Да. Туку сето она што се прави е да се стекнат вештини како се ракува со шпорет, со миксер, со сите тие кујнски апарати, како да се подготви едноставен оброк. Можам да кажам, оти многу сакат да готват. Много. Кога доаѓам, шеф-мар, све знаат од мене, све ги знаат. И сите рецепти ги знаат, све, браво, секој чест. И минатата година, нели, ти беше сам Да, сведок да. на тој меѓународен надпревар кај што Да. учествувавме. Нашите корисници беа со твоја помош и поддршка се спремија супер. Мал ментор, така да кажам, и да Ментор, дадам совети. меѓутоа со тие убави совети што им ги даде ти и со вниманието кој што им се го посвети, резултатот беше фантастичен. Да, Фантастичен резултат и они се почувствуваат онака вредни како што треба и кога луѓето со нив се однесуваат со почит, они тоа го ценат максимално и Не знаат барат да го многу, не барат многу. Тоа не се луѓе што барат многу. Тоа се луѓе многу искрени, оти не знаат да лажат. Они или ве сакат, или не ве сакат. Дојгат, ако те сакат, дојгат Пак кај ќе тебе, те кажам, гушкат, ако не те сакат... Сите сме желни да. за љубов, за внимание, исто Точно, и точно и они. они. Затоа и дел од програмата во тие наши дневни центри се социјални активности, значи директен контакт со останатата заедница, со граѓаните во општината. И тука имаме голем успех во подигнување на јавната свест. Тоа е една од основните наши заложби, затоа што тие предрасуди, тие стереотипи дека се они немотни, дека се болни, дека се агресивни, зборуваме за лица со интелектуална попреченост, најубаво се разбиваат во директен контакт. Точно. Како и ти кога ти дојдеш за прв пат во нашите сервиси, нели постои таа една стегнатост, некое чувство леле како кој ќе меѓутоа Не, они не се праша, јас се прашвав. Да, Како да да. се однесам со нив. Тоа е тоа. За нив е многу лесно. Оти они тоа е тоа. Доаѓаш Контактот ние што ние малку чудно доаѓаме, не знаеме како да се однесеме со нив и све тоа. Најнормално. Еднакво, најнормално, како Ете со така. сите други, со разбирање, со почит, со љубов и Извини, ќе мора да ти прекинам, оти мислам ќе ми изгоре како да кажам Многу збориме. тортијата. Не, па дајте, затоа ми дојде, затоа сакав да ми дојде Владе да објасни малку точно што е. Оти навистина мора да се знае, мора да се каже, мора да луѓето да го знаат. Оти постојат луѓе како Владо, постојат дневни центар, постојат такви луѓе што се грижат за такви луѓе со интелектуална попреченост. Ајде, ние ќе го вадиме од печка и се гледаме после. Епа, се враќаме во кујната, почнува да мириса тортијата, да пазиме да не изгори. Ајде, хоп. Тортијата е прекрасна. Вала, егле. Испековне точно како треба. Сега, Супер изгледа. еден тањирче. Вала, да се олади малку и ќе продолжуваме муабетот. Вака, нешто едноставно, што сите можеме да го правиме дома. Многу ми се допаѓа тој начин за презентација, зашто ви го прави исто како еден тањир и можете меѓу време што го јадете, да кршите парчиња и да си ги јадете.
Супер. Така е. Ова се оладува, па ние можеме да продолжиме. Да Малку продолжиме. муабет од Сега јас тебе да те прашувам, Милен. А ти сега ќе ме прашаш мене. Ти дојде да ме избориш за тебе. Да. Хајде, прашај како го направи ова. Како го направи тоа, Марко? Не, тортијата, гледаш, видов, ја поминав малку под вода, Добро. да се омекни убаво. Ја ставив во еден тањир, длабок тањир, за да го земи формата. Да се обликува. Да, да се обликува. Многу. Јас ќе научам неколку зборови од македонски со Владе. Многу Драго ми се ми е. допаѓа. Не ме навистина, знаеш ти мојот речник по македонски е малку како да кажам ограничен. Да, навистина се трудам, па тоа е тоа. Си напреднал многу во секој повеќе, случај. да, ама повеќе уште мислам по француски, го преведувам по македонски и не ми доаѓаат на време. Да. Тука се, ама не ми доаѓаат на време. Не. Со тек на време, Да, уште со тек на малку, време си ќе биде се дојдам. окей, Да. баш така. Ова, гледаш, го направивме така. Добро. Спремав една салата, што ми е овде позади, со малку марула, имаме рукола, имаме млади листови, како се вика тоа, млади листови од млада салата. Во меѓувреме подпековме парчиња од пастрамка. Ова беше свежа пастрамка, мали коцки, попржени малку во тава, да, му ставив малку зејтин, кристал, малку сок од мандаринка, да, додадовме парчиња шери домат и малку јаболков оцет, да биде малку киселко. На крај, ова го сакам. Ова е мед, малку посебен мед од мојот пријател Саша, со тартуфи. Многу го сакам тоа. Бели тартуфи, малку сецкани, мешани во мед, тоа дава еден мирис, еден парфем. Не знам како се кажа парфем, мирис? Парфем, да. Парфем? Вала. Одлично. Да направиме монтажа? Да направим. Ајде да направиме. Да сервираме. Се кажува тоа по македонски сервираме? Сервираме, да. Монтажа Ајде. за клими. Монтажа за клими. Добро, ајде ќе монтираме климата после. После, А сега да. ќе сервираме Да завршиме салатата. со салатата прво. Ете така. Го ставаме гарнир во тортијата. Можеме да ставиме тоа над. Извините, мора да гледа камерата, малку ќе правам овде, вака. Дали камерата ме гледа? Да, добро. Ајде, полека ќе го наполниме тортијата. Хо, како убаво изгледа, многу убав мирис. Мирисот ме мами. Вала, супер, ова е завршено. Како јас кажувам, завршено, совршено. Ни треба уште мала декорација. Го имам секојаш малку сусам на располагање, така, и ќе му ставиме малку перса од надкромит. Многу ја сакам персата од надкромит. Сите ја фрлат, јас ја употребувам. Ќе си ја сам вака, неколку парчиња, и ќе личи неубаво, преубаво. Ова мислам за божикните празници, тоа ви луѓе што јадат посно, па ќе му одговара. Имам останаток од мандаринка, после ќе знаеш. Да. Ова завршено, твојот муабет е при крај. Да. Останува уште нешто. Божикни празници. Поклони, мора поклончиња. Ајде. Ќе почнеме со нашите пријатели од Карес. Карес се знае, Диамонт, Изгейт, Сити Мол, Беко, цела Македонија. И во Битола има уште еден дуќан. И Беко. Повели 1000 денари од нашите партнери Карес. Карес имаш све што ти треба за дома. Аксесуари, декорација, за кујна. Јас сум милено ми за кујната, како кажам, тањири и све тоа, све кај Карес. Фала многу. Продолжуваме македонски производи. Royal Fish, се знае, димен краб, имат пастрамка, обескостена пастрамка на филе, имат ладна димена пастрамка и топла димена пастрамка. Ова за божичните празници е врв. Супер. Ја секогаш го кажувам, оти ова може да оди на најубавите маси од рестораните. Топе. За мене. Ќе се чуеме за рецепт. Ќе се чуеме за рецепт, со големо задоволство. Супер. А можам да кажам оти на нивниот сајт има неколку рецепти со што Да, се да. Можеш супер информација. слободно. На Royal Одлично. Fish да одиш и имат президент и тоа Добро секој ден познато. можеме па на маса сирење во Македонија, сите го јадиме сирењето. Апсолутно. Имаме и лабне, имат нешто така за мачкање на лепче, имат крем сир, имат салакис овчо, козјо, кравјо, сите сирења што може да ги имаме и уште кашкавал. Ете така, и павлака. Направивме неколку рецепти,
Повели, и това ќе помине. Фала многу и за ова. Убави празници за тоа. Не е завршено. Чекај. пушта Чекај. Кристал, продолжуваме. Нашите партнери се знае македонско производство. Јаболков оцет, имаме исто и зејтин, имаме еленка. Зачините, знаете што ги ставаме малку секаде. Имаш кокос, имаш тан. Пуно ствари. Повели. Така. И без нив банка ни треба секогаш за кредит, за такви ствари. Секогаш е добро дојдени. Банка се донесува пари, неколку пати се земува пари или се позаимува пари. Па ми само ти банк е номер 1 за позаимување пари. Фала, Марки. Ебе, вола. Да, сме при крај од поклоните, мислам ти се... Супер. Да, Одлично. направивме одлична емисија. Мислам ти за Божик се сретнавме со прекрасни деца, прекрасни возрастни деца, прекрасни возрастни луѓе, а и ние бевме тука да направиме убава емисија за Божик, да можеме да кажеме среќен Божик. Среќен Божик, да. А што, ако ми дозволиш една реченица само, морам. фала ти за поддршката што ни ја даваш. Ова големо оди на задоволство. национална телевизија, значи Фала ти. многу луѓе ќе гледаат. Помалку сум битен јас. Добро. Побитни се оние кај што бевме денеска, да ја пренесеме, да продолжиме да ја пренесуваме заедно со тебе нашата порака, дека сите сме еднакви и дека навистина сите заслужуваме право и место во оваа наша заедница да се чувствуваме достоинствено и да живееме квалитетен живот. Затоа благодарам тебе, поздрав голем до сите наши членови, до сите наши корисници, со тоа што, нели, Божич е празник кој што сите треба заедно да бидеме заедно, да покажеме едно заедништво и токму тоа е и она што нашата организација всушност и го прави. Среќен сум, оти ми го кажа тоа, оти на вистина, не ги имав овие зборови, ти ги кажи најубавите зборови. И да ви кажам, пак уште еднаш, среќен Божик на сите. Среќен Божич. Продолжите да не следете на сите социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram, на YouTube. Тука сме со Владо, со сите други, тука сме за вас.